среќа? Па горе-доле, да. Да, добро. Готово. После ќе ми раскажеш нешто можеби поконкретно, меѓутоа мене ми е важно ова банкар да го слушам сега во старт, па да не му биде седно. Нека го слушам. 19-ката дали ти значи нешто? 19-ка како 19-ка не, али дефинитивно имам некои бројчиња што ќе ги чуваме, па ќе видиме понатака како ќе биде. Значи имаш за чување? Да, има за чување. Мислев јас сабајле кога станав, односно кога доаѓавме на вака на снимање, дека ќе извлечам друго бројче, ама за жал не е кај мене. Кој сакаш да? 17. Ја чуваме, да? Да. Добро, после за неа повеќе. Оваа 19-ка и оваа 17-ка содржат по една од сумите кои се наоѓаат на екранот. Знаеш дека таму се суми од денар па се до милион и никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту ти Андри, ниту пак банкарот, затоа што членови на дворешна комисија се задолжени за распределба на тие суми. Играш како што сакаш, отвораш кутија кој што ти ги сакаш и ја продаваш кутијата тогаш кога ти сакаш, а можеш и да не ја продадеш, дали си подготвен? Секако. Андреј Пастенаров од Скопје, кутија број 19. Прва рунда, 5 кутии. Аплауз за почеток, јас така го велам. Го кажувам. Така што повели? Стварно е тешко тука. Чекај, Андреј уште не почна. Уште не почна, то кажувам дека како може да е тешко? Уште не е, ништо не е тешко. Не е ништо тешко, фала Богу. Тешко е да пазиш да не го стрефиш милионот. Тоа сакам да кажам дека е тешко. Ајде. Освен дека кај мене. Па нормално. Така размислуваме. Рековме дека ќе чуваме. Јас имам во главала 3 кутии за чување, моја е 4-та, така да... Една рунда, значи. Не една цела рунда ќе биде, да, тоест не една рунда. Ама ќе видиме со текот на играњето дали ќе се воспостави да се чуваат или ќе се отварат. Секогаш вака збориш многу? Да. Значи се погодивме двајцата. Обожавам да зборам. Не, сега добива во време, размислува што да отвори. Да. Сега ова е зборување од трема. Ајде. 15-ка. Татјана, отвори ја кутијата. Со среќа. Браво! Еве го стартот. Сега полесно седиш. Да. Идеме тројка. Даниел, кутија број 3. Отвори ја. Браво, второ сино. Веселинка, број 21, отвори ја. Браво. Трето сино, бараме уште 2. Што е, Евгенија? Реков претходно да не ме отвара. Не знам, 16-ка. Чуден број. Добро. Да, имаше и интересна слика кога ме покажа надвор дека седавме пред самото снимање, така да ќе... Не е опасна, ајде 16-ка, не сакам да се предомислувам наискрено, така да... И покрај тоа што Евгенија биде дека... Да. Добро. Така да се надевам дека нема да биде истата слика што ме покажа надвор, така да 16. Евгенија, отвори ја кутијата. Река, дај Боже да не лажам. Добро, тоа е. Да сме живи и здрави, играме за 250. Значи, зошто ја отвори? Еве, значи, неколку пати ти викам. Што ти реков? Да, зашто ние тргнувам од таа интуиција дека не може да биде константно да приспева никогаш милионот или било 250. Не знам дали ме гледаш како превртувам со очи. Не требаше да отварам, не знам која логика ја барам. Не знам, идеме на некоја интуиција. И ако ми кажа да не ја отварам надвор, окей, нема врска, играме за 250.000. Не, ние ќе играме, чекај, уште не сум подготвена да се префрлам на играта. Затоа што зошто на крајот на денот ја брзаше? Тоа сакав. Тоа ми е прашањето. Окей, добро, не и веруваш дека има високо. Можеше, не знам, ајде малку ќе не мора веднаш, не знам, немам објаснување, знаеш зашто реагирам, не сега само за тебе, туку за многу како тебе кои што тоа го правите. Жалам. Избрзуваме. 250.000, 100.000, при тоа ти викам. Причекај, а штом ти рекла, Евгенија има добра интуиција, тоа да го запаметите, драги наши надпреварувачи, и да ја слушате. За жал, немаме милион, а можевме да го имаме, на добар пат бевме да го имаме, одиме со уште една. Ила, двојка. Кутија број 2. Ајде. Неверојатна игра. Неверојатна.
А јас те гледам како гледаш, ја гледам Евгенија дека ти прави не и затоа реков што сте се договориле и мислев дека нели сте се договориле да не се отвора и се Да не се отвори. отвора, да. Секако, ајде, со колку си дојден, добро вечер. Нека се представи. Ти кажи ми тебе што ти е. Мене? Па баба. Само баба ли ќе кажеш? Нема ли нешто некој друг епитет за оваа прекрасна дама? Дама. Абе, за Господја. тебе што значи? За Дама, мене господја, ние гледаме дека е дама, Живот. господја. Освен едната, ова ми е втора баба, Така. втора поддршка во животот, така да... А јас знам што се бабите, затоа те прашувам. Поддршка. Еден убав аплауз за Дефинитивно баба, најголема сега ќе ни се поддршка во представи. Здраво, добро вечер. Добар вечер. Името? Драгана. Драгана. Од Скопје ли сте, Драгана? Да, од Скопје. Добро. Значи, вашиот внук, Внук, да. да, смета дека е доволно да се каже баба, дама, господја. Сето тоа ние го гледаме и многу ми беше важно да ми каже како ве доживува, бидејќи штом сте дошли и во поддршка тука, се знае дека сте му најглавната поддршка, нели нормално после родителите, бабите се навистина, Да. како се вика, многу важен нели дел од Дел од животот животот. на децата, на младите луѓе посебно. Така е. Дали му дадовте некој совет? Па, да има среќа, мислам, не знам тоа. Кој беше вашето мислење за Евгенија? Па, малце им беше сумњал, меѓутоа, Не. Речат ли, ајде да не се предомислувам, нема логика да преспало тоа таму, го чујам ли тоа, ја точно знам дека ќе ја утнеме работата. Банкерот вели кој ќе ми го отворат милионот во прва рунда, добро вечер за сите вас. Добро му вечери на него. Поздрав, Андреј, до тебе си како за Благодарам. твојата баба и 200 многу ти се заблагодарува. Тебе, Евгенија, ти е лут. Тоа е. Нима Рикард. 3000 денари, Андреј. Благодарам. И сега, како што обично бидува, нема да ја послушате таа која што има највисоката, ќе ги послушате тие што имаат ниски суми и нив ќе ги чувате до крај. И тоа е тоа. Втора рунда, 3 кутии, се надевам дека ова што го кажав нема да биде така во случајот со Андреј, немам зборови, значи 4 сини отвори во првата рунда. Да. 4 и да ја прескокнеш Евгенија, јас тврдам дека 5 сини ќе отвориш. Ајде да видам која ќе би отвореше наредна, да видиме дали сум во право. Осмица. Која би отворил? Ненад. Ненад. Отвори ја кутијата. Тоа е. Наместо со 5 сини да започнеме со 12.000 денари како прва понуда, ние ја сгрешивме работата. Одиме понатаму, Андреј. 11. Господја Олга, полека, без брзање. Отвори ја кутијата. Добро, 10.000. Уште една. 14. Симона. Отвори ја кутијата. Со среќа. Браво. Неверојатно, неверојатно. Одлични 2 рунди ќе беа, така наречени, ако милионот, кој што имаше големи шанси да остане во игра, барем првите 3 рунди. Првите рунди. Добро. Имаш ли сега објаснување зашто ја отвори? Ја никако не можам да се помирам дека ја отвори Евгенија. Имаш ли сега објаснување зошто одлучите во прва рунда да ја отвориш? Зашто сум голем инат и секогаш идам со глава низ зид, колку и да не треба, кој идам и го правам тоа, и ако Евгенија на 2 пати ми рече, значи не отварај, баш ке има и слика со истата 16 со милионот во 16. А тоа е таа слика. Да. И Од кога е таа слика? Спред некоја емисија. Пред некоја имам- емисија. Да, Кај и... ти имаше 16 со милион. Да. Да. И ти му ја покажа и викаш, Да. веројатно и вечер. Веројатно вечерва, али бидејќи сум стварно инат и сакам да идам со глава низ зид и тоа некогаш ме кошта, не некогаш, него ме коштало и ме кошта некад. Сакам да си правам експерименти во животот и затоа реков 16. Ако имам уште 1 мал милион кутии По други за експериментите отварање. чинеше бајаги, цел Бајаги, милион на знам, вистина знам, и понуди знам. убави и се, меѓутоа бидна. Андреј, што ти е професијата? Што си по професија? Угостител. Што си работел? Што тоа имаш завршено Тоа или си имам имаш завршено. работено? Да, и тоа работам во глобал сум скоро 14 години угостител. Добро. Иако изгледам млад. Каде? Па добро, ти си млад. Да, Ја млад што сум читам, овде имаш 29 29, години. ти почнал на време. Да, средно угостителско, факултет
двопатија во Хрватска, Двопатија заврши, двопатија секогаш завршив и моето работење почна тука кај нас, во Македонија, во македонско село. И одскочна даска ми беше македонско село за заминување надвор од државава, односно за да заминам да запишам факултет надвор и да останам подолг временски период надвор од државава. Добро. Односно останав во Хрватска со работа во Ровин, каде што работев за Мене тој Ровин туку ми е убав, едно од побавите места. Мислам, цела Хрватска. Цела Хрватска, да. Тој Ровин многу ми се допаѓа. Да, дефинитивно се слагам овдека со вас. И цела Истра како Истра е. Едносно си има своја некоја топлина. Не збориме за Далмација, Далмација си има нешто свое, балканско, но Истра го има баш тоа европското и нешто надвораш. Тој шмек сакаш да кажеш, добро. Поготово за Ровин, каде што 10 години сум во Ровин и дефинитивно да ми се пружи прилика, би излегол пак. Добро. Не дека не да ми се пружи прилика, фала Богу. Да. Али дефинитивно не би ја менјал цела Истра како Истра, не би ја сменил за ништо. Ќе одиш пак, планираш? Здравје Боже, ќе видим. Бидејќи сум година дена веќе во Македонија, имам некои планови за заминување повторно, но ќе видиме како би било тоа апаратот. За сега би сакала да одморим малце. Доста ми се од море и туристи. Секој одмор е добре дојден. Дефинитивно. Банкару за вредно дете, без милион. Вели банкарот со мислите бил во Хрватска на море. Веќе слуша Бранови, нема кој нема милион, се му се слуша. Добре. Се покачува понудата што е важно од 3 на 9.000 денари. Кажи дали втората понуда не важи, понудата не важи. 6, 500.000, 250.000, тоа значи дека играме трета рунда со колку имаме 5 сини. Се надевам дека ќе отвориме повторно сина рунда. А ако има потреба и господја Драгица ќе се вклучи. Драгана. Што е интересно, јас осмица ја отворив, а? Како извини? Осмица века ми ја отворив. Да. Да, кај ненат. Одлично. Да не чуваш ништо. Ја чував осмица и 17-ка. Односно 17 и 8. Добро. Тоа е роден не, тоа е роденден на мојата внука, која што е 7 месеци и тоа ми е единствен, мислам, тоа ми е мајлја од сестра моја, тоа ми е мајлја која што ета. Како се вика? Дуа. Дуа се вика. Дуа се вика Љубов. Љубов. Да. Љубов и абе, полиглот сум, се зна. И те обожава, иако е 7 месеци, ама не може да заспи додека не те гледа, односно дека не ја гледа репризата, па однаш легнува да спија. Така да... На 7 месеци гледа и кажува кој бројки да ги отвориш. Не да ги отвориш кој бројки, ама не знам, тоа е некако... Дали можеби гласот е многу поразличен кај децата што делуваш, али дефинитивно кога се кутиите и кога ги отворам, викам, ајде сега ќе го гледаме кутија, дури ја хипнотизирана, го бара телевизорот, кај треба да гледа. Знаеш како, има... Не ми е прв пат тоа да го слушнам, како што го кажуваш. Веројатно има некоја фреквенција или во мојот глас, или нешто овде со музиката, или оној аплауз, нешто им е интересно на речињата што ги врзува за квизот и гледаат, така што едно големо срце и аплауз за Дуа. Ти благодариме, Дуа. Кога ќе порасне ќе ја пуштиме снимката. Кога ќе порасне ќе ја пуштиме, да. Одиме со трета рунда, се надевам нешто сино. Ниско. Ајде идеме 13. Мартин. Браво. 12. Фиданчо, овие како ги отвориш сега? Без никој посебно замислува? Добро. Фиданчо отвори кутијата. Браво. Уште една. 5. Да не брзаш. Да не те задржуваме. Не. Па брзо ми ја отвори оваа трета рунда. Кажете, господја Драгана. Па многу брзо некако. Ајде, Магдалина, отвори ја петката, па да се обратиме. Отвори, се надам за нешто. Добро е, ниско црвено. Господја Драгана, имате ли некој мислење за одредена кутија? Имате ли мислење за некој број од дома кога сте дошле? Не знам, некој датум, нешто?
Не знам нешто. Или моментално, бидејќи кога ве прашав за кутијата на Евгенија, рековте дека Нешто би била мацени без сомнителна. сумњава, Така. така, тоа. Дали имате некоја друга така сомнителна која што ќе ни помогне да речеме овој пат ќе го тепам ако сака да ја отвори, со чутај ќе го испратам од овде. Кој што смета дека е сомнителна, па да ја пришува малку. Освен Евгенија 16-ка ли имаше? 16. Да, освен 16-ката. Нема? Не знам. Ајде, кажи. 10-ка нешто ли? 10-ка. Да видиме. Јасмина е таму. Добро, не, Јасмина опуштено, само ќе прашуваме за мислење. Господја Драгана, нормално дека тоа не мора ништо да значи. Дефинитивно, да. Нели? Тоа значи дека ни иде трета рунда. Да, имам Трета само уште едно прашање, вака зашто ти се париве, на пример, да освоиме 250.000 или половина милиона, што би ги не си жене, така? Не сум Просто можев да женат. видам, не си 29 години имаш. Си работиш, значи постојано од 14-15 години. Константно, дури не правам паузи, тоа ми е совет од титка ми. Да бидете доаѓаш од море, значи одморе. Не. Значи јас се враќам од Хрватска, поготово последнава година, можам конкретно да кажам. Се вратив од Хрватска, јас одмарав само 5 дена. Односно да се исперам, за да почнам на работа. Тоа ми е дури никоја мана. Мислам, сите угостители тоа ќе го сватат. Тоа не е мана кај нас, него тоа е едноставно дека ние не знаеме да одмориме, не знаеме да седиме. Така да се враќам од Хрватска Ќе ни 5 одмараш дена. кој ќе бидеш на години на господја На Драгана. Ја си уште сега баш сега треба многу да се работи. Работата го одржува човекот. Го одржува живот човекот, и дефинитивно. супер што имаш енергија, здравје. Значи, се додека можеш со такво темпо работи, пак ќе кажам, не па сега да паѓаш у несвест, не па сега да не спиеш. Да се разбереме, сонот е многу важна ставка, така што навистина човек мора да си дозволи себе си да отспие. Остави тие муабети, мене ми треба 3 сати, 4 сати. Не. Едно 7-8 сати или 15 како банкаров, кој колку може, кој зашто учел банкару? Јас зборувам за спиење, да. Јас сум експерт, затоа што е единствениот начин кога онака вистински полнам батерија одмарам, реално. И тврдам дека е најголемиот одмор. Еми, банкарот се согласува, уште согласува дека после отворен милион имаш одлични игри. Добар да одлична игра. Мојти, сега ќе стигнеме до 30.000 наместо 16.000, колку што ти е понудата број 3. Највисока е убаво покачување од 3 на 9 на 16, ама се е тоа благодарение на непослушувањето на Евгенија. Кажи дали понудата број 3? Секако дека не важи. Секако дека не важи. Андрей, 20, 35, 65, 100.000, 250.000. Убави црвени суми, што утешителни, што убави за убава сума. Јас ќе те замолам сега, ако си договарали со некој друг, имаш ли договор друг освен со Евгенија? Со некого? Со Анита, константно дека еден до друг бевме Така, доле број 9. и си ги погодувавме некако и ги дискутиравме, ама тоа Добро. пак ќе кажам, можеби од таа страна сите имаме некоја интуиција која што ајде сега ќе видиме што како, многу е поразлично кога си тука па таму да ги отвараш. Така да до сега јас и она што сме збореле, гледам дека не се совпаѓали кутиите, никој Што мислиш, размислување. Анета? Ама не му сега да ја отвориш, да не се Анита упропастиме, како само и да ја ќе прашам што чува. мисли. До сега се погодивме. Мислам дека е висока. Дека е? Висока. Висок? Добро. Секако не може да му дозволам да те отвори, како што му дозволи Евгенија да ја отвори. Луѓе, играме четврта рунда со 3 сини, 250, 100.000, 65.000 во игра. Поглед кон баба Драгана. Каже кутија некоја да отворам. Не знам. Оце ми сумнива сам. 6-ка, ако не стои. Добро, јас имав исто некоја шема би ја отворил 6-ка, па после би... Да, хајде, кидаме со кутија број 6. Ја планираш секако? Да. Добро. Да. Кутија број 6. Ајде, господја Павлина. Што е ова сега? Што е ова гримаса? Добро е, браво! Браво, господја Драгана. И јако не изненади како нова што не беше пред некоја емисија, не отвори нешто високо, така да пак предпоставка на она нема да иде дека не за високо. Се Добро. стои. Кутија број 20. Зоран. Отвори ја кутијата.
Браво! Одлично! Ајде, уште една. Така. И кутија број 7. Полека, само не брзај, не ми брзај. Да. Супер, сите високи се во игра, освен нормално милионот. И така нека остане. И после отворањето на Снежана број 7. Снежа, отвори кутијата. Добро. Утешителните. Утехи не ни требаат, имаме ние и 6, 5, и 100.000, 250.000, така што ќе имаме убаво покачување и на оваа понуда и ќе имаме за играње уште 2 рунди. Сега да прашам господја Драгана, што таа пред пензионирањето работеше? Во Макотекс работев, продавница. Иначе ние сме пејача група Грбостајн, влашка група пееме. Така се движиме. Да, пее. Во Макотекст има работено како Така, тоа го слушнав, биќе така зборува Тивко, се извинувам, имам стината, зато и млад сум да стигна. Добро, значи и пеете, се уште активно пеете? Да. Леле, бе, моламе да убав аплод, па секоја чест. Па изгледате како пејачка, се гледа тоа, секоја чест, браво. И активно, значи, се собирате, си пеете, како се беше групата? Понеделник, среда. Како беше групата? Како се вика? Грамостајн. И ги поздравам сите ми сам колеги таму што се. Познато ми е тоа, да немаш уште некој тука... Со власите, да, вие сте Влајнка? Не сум Влајнка. Не, туку? Имате ли било кој... Нема влашко потекло, ама групи нели како групи што се собираат пензионери се наоѓаат како пејачки групи, така да... Чекай сега, пеете влашки? Да. Ја вие научивте влашки? Да. Научивте влашки? Песни учиме влашки. Браво, секоја ви чест, одлично. Добро. Андре, дали ти научи нешто со баба ти? Влашки? Да. Не. Добро. Не знам, интересен јазик за говорење, дефинитивно можам да се согласам со тоа, ама не го говорам. Ама не е касно никогаш да се научи нешто. Апсолутно, тама работа. Посебно на 29 години, леле. 29 години. Кога беше тоа? Кога беше? Кога имавме по 29 години, јас и ти? Овој дека не било. Не е било касно да се учи влашки јазик на 29 години. Не кажувам пред колку, пред неколку години. Па 5-6 отприлика, банкар, управо си. Види сега како моди после отворен милион. Се движи вели по нагорна линија и навистина е така, затоа што со оглед дека тргнавме со 3.000, ние после четвртава рунда стигнавме до 23.000. И признаем без милион. И признаеме дека е симпатична понуда. Тоа е најважно. Понудата е симпатична, 6.000, 100.000, 250.000, ова 19-ка, ова чувана 17-ка. На Стефан, дали навистина се одржат нешто високо, не знам. Имаш ли мислење дека со оглед на тоа дека гледаш и ги чуваш трите? Има ли нешто високо, Драгана? Во неговата кутија. Има. Прашувам. Не верувам дека. Не верувате? А ти? Мислам дека има нешто високо, да. Дај Боже да си во право. 20.000 денари, кажи дали понудата? Понудата не важи. Понудата не важи, аплауз. Некој ќе ми извадите рано милион, одма се сморувам. Ми треба време да се вратам во добро расположение, особено кога ќе ми ја утнете работата. Добро, 3 сини, значи имаш цела рунда сина. 3.000, 20.000, остави ги трите највисоки за да добиеш убаво покачување на 23.000. Андреј ја игра предпоследната многу важна рунда. Повели Андреј. Кутија број 1. Полека само. Господја Драгана, имате право да реагирате во случај... Стани удри. Како? Дека стане да удри. Зашто да ме удри. Да те бога ми, не требаше фреска. После чотекот. Надвар. Една педагошка. Велам, имате право да изреагирате ако за некоја кутија ви е нешто сомнително. Тоа сакав да ви речам. Па рекол нешто 10, али не сум. За сега сметате 10-ката. Добро, а ја отворам единицата, така? Да. Ајде. Јован, отвори кутијата. Се среќа. Браво. Четворка. Господин Николчо. Изволте. Како сте? Одлично. А сумата внатре каква е? Па има нешто. Има нешто. Ајде, отворете ја, ќе видиме што има. Се надевам нешто ниско. Отворете ја, полека, носи. Браво!
Како што се договоривме, ајде уште една сина, 6-500.000, 250.000 нека останат во игра. 18. Само малку, да видам. Билјана. Билјан, да. Господја Драгана, дали може 18-ка? 18-ка. Може. Најважната кутија сега за една симпатична понуда. Знам дека зиркаш. Не циркам, ајде. Добро. Црвена е. Па сите се црвени. Не се сите црвени, имам една стотка. А од црвените имаме ниска црвена 3000, симпатична 20.000, убава 65-ка, одлична стотка и супер фантастична 250.000. Значи, се може да има внатре. Ама црвена е. Што мислите дека погодивте, господја Драгана, што мислите, која црвена има во неговата кутија? Од овие останативе? Дали е тоа 3, 26, 500 или 250? Мислам дека 20. Дека е 20.000. Андре, што мислиш, дека погоди од оваа дистанца? Кај мене или кај Не, таму. 18-ка? 18-ка, па веројатно нешто црвено. Не кажав дека е црвено. Нешто Колку црвено како и да е, па не знам. Веројатно 3000. Веројатно 3000. Добро. Сите се надеваме и ние овде и вие крај малите екрани, освен банкарот нормално, дека она кутија која што ќе биде отворена за кратко во бројот 18, дека во таа кутија се наоѓа нешто ниско црвено. Ако е така, ја добиваме највисоката понуда. Но ако сгрешиме, се враќаме назад и ќе мора да се игра уште една рунда. Кој ќе да знаеме што има таму? После реклама. Одиме со реклама. Андреј Пастенаров. Не те прашав, што презиме ви ова Пастенаров? Македонско. Старо. Од каде потекнуваш, да има ли некое значење? Првично презимето е Прстенарови. Како прст? Прстенарови. Како да, прстен. Како прстен, да. Добро. Првична фамилија која што прва фамилија што изработувала прстени, па после од прадедо ми доаѓа да се смени во Пастенарови. Добро, извини, какви прстени? Од злато или? Да, златни прстени, така да тука Од доаѓа каде е потеклото? Од каде? Од кој дел од Македонија потекло? Егејска Македонија. Од Егејска Македонија, да. добро. Со тоа што после од прадедо ми доаѓа да се смени презимето во Пастенарови, останува Пастенарови. Во Македонија е многу ретко да се најде Да бидам Пастенарови, искрена, прв пат го Прстенарови. слушам. Добро. И уствари кога се каже Прстенарови мисла дека сме фамилија, уствари сме некои далечни фамилии, далечни роднини, ама во глобала тие сите што ни се роднини во презиме Прстенарови, за жал никој од нив не е останат. Да. Така да Малку тоа ве е има, единствено, значи- да, ретко презиме кое што не ретко него го нема воопшто. Да, Тоа да. сме ајде да кажам некои 30 на фамилии во Мораш да ја продолжиш лозата на Пастенарови. Пастенарови, да. Ете така, добро. Значи, Андреј Пастенаров има 29 години, вредно момче кој што работело и во Хрватска и не знам, има идеја да оди на брод, тука прочитав. Да. Игра со кутија број 19 во која што се наоѓа една од овие преостанати суми, а во оваа 18 која што избра пред рекламите, исто така се наоѓа една црвена. Билјана, да видиме колку црвена. Колку црвена, Билјана? Колку? 20. А не гледаш, а? Не гледаше. Сега не ми е седно, дефинитивно. Како се смелуваат кутиите и како останува, па, убава, 6500.000, 200. Види, многу е интересна ситуацијата. Зошто е интересна? Затоа што ти имаш две ниски и дури 3 убави црвени и тој милион кој што можеше да не биде отворен ако одлучиш да ја причуваш, сега ќе имаш една од оние наши фантастични игри и одлични понуди, но нели затоа потоа во најважниот момент, само кратко би сакала да те прашам за некој, не знам, сакаш да одиш на брод, да ја посетиш Австралија? Сакам Австралија да ја посетам. Имаме некои далечни роднини Австралија. Пастенарови да не си ти или не се? Па не знам. Веројатно не се, зашто тоа е женато испомажено така измешано. да, измишано е. Сакам да идам за Австралија и тоа ми е желба стварно останата. Добро, да прошеташ или да живееш? Да прошетам. Само да прошеташ, добро. На брод не си работел до сега? Неам работено, А зошто? пропуштив убава шанса
шанса, тоа ми го пропуштив шансата кога имав или да идам за Хрватска, или да идам на брод. Добро. И тука моментално се каам зашто не заменав на брод, Аха. а заменав А за што беше Хрватска. пресудно да не одиш? Бидејќи знам посебно како... Водата, може би. Како Не- водата? Па тоа што плувиш едноставно цело време што немаш копно, што не знаеш каде тргнуваш, каде застануваш. Па не, Тоа може така би баш. една од ми беше. Цел ден си на копно преку ноќ обично патуваат. Праше човек сум била, мислам не сум работела, сум шетала. Не знам, тоа ми беше Интересно може е. пресудно за да не заминам на брза, да заминам за Хрватска. Ама чекај се, ама сега се уште сакаш. Сега сакам, да. И И сега одел? дефинитивно дека би го пробал страфот и би заминал. А што страф од вода ли имаш? Да. Ете? Па како па и Хрватска е на вода. Па добро, Хрватска знаеш е ли на да вода. пливаш? Знам да пливам. А зошто Ама можеш? стравот не знам зашто го имам стравот, едноставно страв имав за да заминам на брода идам да работам, не знам. Тогаш тоа време го имав стравот. Добро. Сега го немам. Овде немаме страв да добиеме убава понуда, напротив, се надеваме на уште една рунда, но првин да видиме, да чуеме. Колку? Ај се. Ако одбиеш оваа понуда, играме уште една рунда, до крај, нема назад. 6.250.000 се во игра. Многу интересно, навистина. Искрено се надам дека имаш можеби една од овие во твојата кутија, но ако немаш, тогаш имаш нешто многу ниско, или 3.000 или 100 денари. За сега оваа твоја 19-ка банкарот сака да ја откупи, тој се плаши дека имаш 250.000 внатре, тој секогаш така размислува. За сега ти нуди 55.000 денари, која што е за сега. После оние 3.000 денари на старт. Господје Драга, на мислење? Нека продолжи. Да продолжи. Што или нешто. Да, или се или ништо ќе биде, или ништо, може би. Сестра ми Савајла пред да дојде ми рече нема да се лакомиш. Добро. Не се А лаком. баба овде вака лабаво седи и вика Иди дале. иди понатаму. Убава понуда, дефинитивно со две високи во игра и 65.000, да, не се за подценување 65.000. Сите три се повисоки од 55. Од 55, Да. дефинитивно, да. Значи, една од овие мораш да отвориш, знаеш. Да. Значи, 3 кутии мораш да отвориш и во една се наоѓаат овие 3 високи суми. Значи, и да имаш ти една кај тебе, дај Боже, 9 се наоѓаат тука. Види, дојдени сме за игра, дојдени сме за забава, сите тука доаѓаме без пари, како ќе излеземе низ оваа врата, само ние си знаеме. Така да, Да прашувам. да. 65. 100.000, 250.000, 55.000 како понуда, кажи дали важи. Понудата не важи. Браво, Андреј! Секоја чест. Секоја чест затоа што ги оставивме и храбро. Свесен е дека една мора да отвори, нормално се надеваме дека ако веќе мора да се отвори црвена, дека ќе биде најниската. 100.000, 250.000 игра, многу храбра и интересна игра на нашиот Андреј. Само малку. Јасмина 10, Анета 9, Стефан 17, Перица 22. 17-ката ја спомна, Да. баба ја спомна 10-ката, што со 9-ката со Анета зборувавте, Анета рече дека имаш високо и уште Перица ми остана мистерија, вака мистериозен. Зошто го чуваме Перица до сега? Не знам, 22 како 22 и Перица се знае од време на време да отвори. Не, добро, се, јас само прашувам, да, ти викам. И баш ради тоа, дури него, ја погледнав 22-ката на неколку пати, го погледнав и Перица, ама не мора да значи, тоа дефинитивно пат се играва. Али следно за отварање, да, ќе ми беше Перица, така да прва кутија во последнава рунда е 22 Перица. Дефинитивно. Да. Ова ти се вика Минско поле. Ако кога ќе кажеме Минско поле, ова е буквално Минско поле, затоа што навистина многу ризикуваме. Го бираме Перица, отворија 22-ката. 6-5-ка, добра е. 100.000, 250.000 во игра. Како и да е, 17-ка ја чувам, значи, до крај, така да ќе бидат двете лапутици од
ова е моја страна. Прва кутија ќе биде втора кутија, односно ќе биде кутија број 10. Кутијата на господја Драгана. Отвори ја, Јасмина. Тоа е? Значи, баба ти, Да. само баба ти требаше да ја послушаш, бабо, кои две кутии да не ги отворам. Она ќе ти кажеше Евгенија, која што нели рече дека е била сомнителна, и бројот 10, и ти сега ќе имаш сосема друга игра. Луѓе, 100.000 се во игра и се наоѓаат во 19-ката, дај Боже во 17-ката, бидејќи планираше да чувам, не знам ако си промениш мислење да не се мешам, да не те наведувам. А 3.100 денари, види ги бе насадени, онде не се мрдат. Гледај, значи, ако не се кај тебе, гледај не ги стрефиш. Деветка. Анета, му рече дека имаш нешто високо, тој се надева дека нема, односно си ја чува 17-ката, така да. Отвори ја кутија. Браво! Грешиш. Грешиш, ептен грешиш, колешка, вака не се договори. Значи, луѓе, неверојатна ситуација. Втор пат имаме шанса за една убава понуда како таа претходно и ќе биде многу интересно. Дали ќе биде прифатена или ќе се оди на варијанта 100.000 или само 3.000 денари. Во секој случај, браво за играта на Андреј, кој што е додека беше тука позади кутиите, беше интересен, даваше ефорт на неговите другари, ги поддржуваше, кажуваше бројки, ветуваше добра игра и тоа ветување го исполни. Сега ќе видиме која е понудата, затоа што само тоа не интересира, ништо друго не ни е гајле. Да видиме како ќе си одиме. Само колку не интересира, никаков коментар. Ама бил типса да не е некој влаф или егеец Банкаров. Како? Банкаров да не е Кој да го влаф или знае, егеец. тој не се знае, измешана е работата кај него. Луѓе, си одиш дома со повтор пат 52.000. Инаку, отприлика, ова е таа понуда што ми ја дава со една многу ниска и со 100.000 реално сега. Во негова одбрана, некојаш човек мора да е реален, колку и да не сака. Меѓутоа, тоа е една убава особина да бидеме реални. Е сега, бидејќи имаме само една висока, тоа се убави 100.000 денари, и само 3.000 денари понуда од 52.000, се испраќаме дома со 52, 100.000 или 3.000. Не дај Боже. Ми си игра, сакам да играм. И како што кажав на почетокот, идам секогаш со глава низ цит. И тврдо глав сум за све. Убави се 55.000, не векам не. Така да можеш да ме прашаш. 52.000 денари со 100.000, 3.000 во игра, кажи дали понудата важи. Понудата важи. Сепак! Не ти се ризикуваш, Не ми се ризикува, барам, да, требаше да ја послушам баба ми. Да би го вратил сега момент, да вратам играта, би ја чувал 10-ка, би ја отворил 17-ка, али, ета, за жал. Зошто ја прифати понудата? Не веруваш дека имаш нешто високо или? Би требало да се 100.000, ама пак и по некоја логика спрема Банкарот што ги дава понудите, би отишол дека овдека може да има 3.000. Отвори ја кутијата. Дали може 17-ка првен да се? Може. Дали продадовме, ајде, Стефан, дај Боже да имаш 100.000. Отвори ги 100.000, знам дека не ти се отвораат. 100.000 денари во кутијата на Андреј. Тоа е. Можеме да ги направиме 100, знаеш како? Да. 23 АБВГД. Половина бонус исто ништо или двојно, значи ќе бидат 104.000 и нема да ни биде криво дека сме ја продале ефтино, во случај да имаме среќа да погодиме двојно. Нема да ја играм, а ако би ја играл би било да.
Повели? Дали доколку ми кажеше да на понудата за 23-ка, би си одел со бонус. Пропуштен е само бонусот и тоа не е толку важно. Дали ова беше по името на господја Драгана? Драгана и Дуа. И Дуа, така е. Луѓе, еден убав аплауз. Заслужува Андреј, заслужува сите аплаузи. Многу интересна игра, отвори милион кога онака најмалку се надеваше. Продолжи да ги сочува трите највисоки, 100.000 во играат, 52.000 така натаму. За крај. За крај, реално не е исто таму и тука, тоа сите што го говорат, ке го говорам јас, не е исто. Играјте луѓе како што мислите да играете и немајте да се предомислувате отвори, не отвори, чуе, не чуе. Зашто тука мислам дека ја правиме константно сите истата грешка. Па да не да се премислеше кај Евгенија, другачи ќе да, беше. можеби да се премислев на кај Евгенија, ама и сега да се премислев со последната, ја чував десетката да отворев 17-ката, кај беше поинаку, да. Но тоа е тоа, сите имаме некоја среќа наша, одгоре фрлена, каде што реално сите, пак ќе кажам, како што кажувате и вие, сите доаѓаме овдека без пари, сите излегуваме со пари. Како си помина? Игра, одлично. Кој ќе поздравиш? Ќе ги поздравам сите што ме знаат и сите што не ме знаат, а еден најголем поздрав ќе одвам до семејството Бошкове, односно Љуба Бошковски и целата фамилија на господинот Љуба Бошковски и сите што се во Хрватска, сите колеги од Хрватска, така, зашто имам многу луѓе кои што се од Македонија, кои што работат во Хрватска, ова е еден голем поздрав за нив. Секако. Така да се надеваме следното лето дека ќе се видиме и ќе се дружиме. Така, баш убаво поздрав и од нас до сите оние кои што пред се, што ги оваа вечер дефинитивно останаа со нас од почеток до крај. Навиваа за Андреј, кутија вредна 100.000, сепак му оставивме половина, но задоволни сме с убави колку? Да, 55. 52. 52. Со повеќе пари во наредната емисија, убави се со Цител. Чао, чао.